бидејќи тука работев како доктор и се уште работам скоро 13 години, знам често да излезам на пауза или да одам до некоја клиника и пациентите да ме прашуваат кај е кардиологија, кај е хирургија, кај е урологија. И заедно со општи служби при клинички центар, јас потпишав барање до нив, да се стават нови табели низ цел клинички центар, да се постават нови канти, бидејќи тоа недостасува, и сите тие показатели за клиники да бидат на 3 јазици, значи на македонски, на албански и на англиски јазик. И тоа е поставено. Поставени се нови 16 канти и се надевам многу скоро ќе се постават уште 20 во следниот период. Планираме во втора фаза да поставиме и светла низ цел клинички центар. Меѓутоа за тоа ќе ни треба време уште малку, меѓутоа работиме и во тој правец. Мислам дека клинички центар е центарот на здравството, епицентарот на здравството во Македонија. Тука се даваат најголемите здравствени услуги и заслужува да изгледа многу подобро. Пред некое време заедно со директорката на општи служби исчистивме тука, средивме колку што можевме. Веќе размислуваме и за паркингот што поскоро да го решиме. Значи, гледате, се чека 10-15 минути и при влез и при излез. Овие се акции со кои што ќе работиме во следниот период во клиничкиот центар. Во врска со денешниот настан би сакала да ги цитирам зборовите на Нил Армстронг, кој вели дека ова е мал чекор за мене, а е голем чекор за човештвото. Тоа значи дека овој чекор, поставувањето на табелите на албанскиот јазик во кругот на клиничкиот центар Мајка Тереза е голем чекор за пациентите, односно населението од албанската припадност, исто така и пациентите кои доаѓаат од Република Косово и Република Албанија, бидејќи се на голем број. 30% од пациентите кои барат услуга во клиничкиот центар се албанци, така да и тие сега и на нив ќе им биде полесно да се снаоѓаат во кругот на клиничкиот центар. Од другата страна би сакала да кажам дека ова соработка, значи овој резултат е произлезен од соработката измеѓу дирекцијата јавна установа од областа на здравството заедно со Министерството за здравство. Иако индивидите не се многу битни, значи Шкодране и Арбен реализират само една обврска која е произлегувана од аменетот од 2001 година. Ви благодарам. Колку чинат таблите и кој ги плаќа таблите и кантите? Табелите ќе бидат на товар на јавната установа од областа на здравството, а наредбата беше од Министерството за здравство. Колку чинат? Наредбата е од Цената колку е? Колку кошта? Приближно некаде 500.000 денари за сите поставени табели во кругот. Иако ова е првата фаза, ќе продолжиме заедно со министрот и во втората фаза поставување на табелите пред секоја клиника и наравно сите клиники да бидат исто така на 3 јазици. Тоа е дополнително плюс 500? Тоа е не, тоа е во, значи и двете фази се опфатени во ова цена што ви ја кажа. Комплетно, значи и лично правим да се среди осветлувањето затоа што навечер е стварно непријатно, поготово кога идете со деца од една на друга клиника. Има проекти за таа работа, значи работиме на тоа. Нашата служба е 24 часа присутна во кругот на клинички центар, нашите вработени, така да наскоро, кажа и министрот, ќе биде реализирано и таа. Значи втора фаза е осветлувањето. Нормално дека побаравме осветлување и треба да има осветлување. Навечер кучиња имаше порано, сега веќе ги нема. Меѓутоа осветлувањето ќе биде во наредните месеци најверојатно. А каде се поставени таблите сега? На кои таблите се во влезот и низ клинички центар ќе видите околу 15-16. Значи претhodно имаше 12 патокази, сега има 25 патокази, 4 легенди и поставената главната мапа, да, и во главниот влез. Значи главната табела во главниот влез. Многу е битно да кажам дека секоја клиника си има своја карактеристична боја и ќе поараме од сите директори на клиниките да бидат по бојата, така да бидат и насловите во нивните клиники. Значи тоа е правило во цел свет, кај да одите во сите болници, такви се тие мапи кои што функционира за да се снаоѓаат побрзо граѓаните. Министер, викендот имаше два нови смртни случаи кај деца. Струшкиот случај се работи за вродено заболување кај детето, чист случај, меѓутоа за Охридскиот случај за 2,5-годишното девојче, што покажа обдукцијата? Го испитавте ли вие лично случајот? Значи има ли лекарски пропуст таму? Значи очекуваме резултати од аутопсија, инаку е формирана комисија во Министерството за здравство, имаме извештај од директорот на клиниката и од дежурниот доктор.
А во Струга се што умре, се што ќе почине во Македонија не можам ја да одговарам. Значи тоа е случај кој што се случува кај одредени деца, доенчиња кои што имаат таква патологија и мислам дека тука детето било починато дома. Значи барем тука мислам дека нема никаква лекарска грешка, затоа што првично излезе, диагностицирале вироза, меѓутоа после тоа откажува срцето, значи аутопсијата малку сомнителни. Да, ако има лекарска грешка ќе мора да одговара како секој доктор и здравствен работник. Очекуваме резултати на аутопсија и јас ќе инсистирам да одговара тој што ако има грешка да одговара. Што е со претходните случаи од гинекологија, нели формиравте министра комисија? Формиравме комисија и таму очекуваме трите практични новороденчиња. Резултати, меѓутоа со професорката што е направила аутопсијата зборев и веќе се работи, ќе бидат тие резултати достапни за вас сите новинарите и јавноста. Практично дека имало белодробни проблеми сите три деца. Значи не е тоа што инкубатори што викаат опозицијата нема врска. Инкубатори имало слободно, сите три деца биле во инкубатор, така да тоа ќе се. Меѓутоа ја би сакал да имаме официјални извештаи и би сакал да ги видите вие тоа, за да не створиме конфузија во народот. За секој случај, последниве 5-6 случаи формирате комисија, имаше и за првиот случај од гостиварската болница со брза помош. Што покажа таа комисија? Нема никакви резултати од ниедна комисија, веќе 2,5 месеци. Кога сакате дојдете, извештајот може да го видите. Имаме од комисијата извештај кој што е предадено мене, а нашиот PR тим може да ви го достави, да го имате вие и да го споделите со јавноста, нема никаков проблем. Значи нема грешка во гостиварскиот случај, воопшто нема лекарска грешка. Потпишани се 5 професори кои што се компетентни по различни гранки од медицината. Ве молам, слободно дојдете, побарајте ни документ, да го имате, да го снимите и каде сакате, слободно може да го користите. За гостиварскиот случај се заинтересирав и за охридскиот случај се заинтересиравте лично? Истиот ден побарав од мојата екипа, кабинетот, се јавија кај директорите, истиот ден после 3-4 часа добив извештај од директорот, детален, директорката таму е. Веднаш побаравме, формиравме комисија, аутопсија, очекувам денеска треба да ми дадат резултати од тимот на патолози. Поминале техничкиот преглед на интензивната нега на клиниката за детски болести. Денеска треба Кети Ставрич, директорката, професорката Кети Ставрич да ми достави извештај. Стапена функција кажат дека клиниката била и целото министерство со големи долгови, посебно за вода. Може ли да ни кажете колку должат клиниките за комуналија, типот вода, парна струја, расчистено ли е тоа? И зошто се тие долгови направени? Се трудиме, значи јавната установа е линк измеѓу клиниките и добавувачите. Значи во јавната установа има долгови кои се на клиниките. Јавната установа нема пациенти, не дава здравствени услуги, така да сите тие долгови се на клиниките. Се трудиме да најдеме решение заедно со министерот и со новите директори кои се поставени, бидејќи има долгови кои се од минатата гарнитура, така да ние не се враќаме во минатото да видиме кој каде како, туку да најдеме некое соодветно решение како понатака да ги надминеме овие и да се исплаќат сите долгови. Така, меѓутоа одговорот колку должат купневе? Би на некој друг настан би ве известили за сите клиники во кругот на клинички центар должат на јавната установа од областа на здравството. Меѓутоа еве водовод по Пуштија ќе се заканат пак за некој месец доколку не најдете решение. Со водовод, значи во соработка исто така со министерството, најдовме заеднички јазик, потпишавме договор на рати, така да плаќаме сега натака веќе 2 месеци плаќаме договор, ги плаќаме ратите редовно, нема да има никаков проблем. И ќе продолжат да се платат ратите редовно. Секако да. Секако дека Од кого? Дали ќе барате одговорност од претходните менаџери што не плаќаме? Значи треба да се направи анализа да се види. Одговорност не е само еден директор, сите директори се на клинички центар. Ако треба така, сите се сменети, така се надевам новите директори нема да направат такви грешки, ќе ги платат редовно како што треба долговите што ги имаат, меѓутоа да знаете дека сите здравствени установи без исклучок се во долгови. И многу е тешко да се работи. Колков е долгот генерално? Значи дојдете кај нас ќе ви дадеме точни информации. Сега ме прашувате нешто што не знам и јас точно. Меѓутоа можам
Значи, Ако едно знаеме. интересно да се каже дека Фондот за здравствено осигурување 2009 година, 1 јануари 2009 година ги покри долговите на сите клиники. Тоа значи се изравнија према нас и према добавувачите со валута од 30 ноември, што значи дека не ги покри долговите од 1 декември до 30 декември. Затоа на 1 јануар 2009 година сите клиники произлегува со нула долгови, а јавната установа произлезе со огромен долг, што значи дека не знам дали вината треба да се бара во јавната установа која не служи и не дава услуги за пациентите, туку само ги снабдува клиниките. Тоа треба да видите, да го испитувате линкот измеѓу клиниките и Фондот за здравствено осигурување. Ние сме сервис, значи од едната страна мора да ги снабдуваме клиниките со потребните материјали и со услугите кои ги барат, од другата страна имаме долгови, тоа е работа на клиниките. Треба да ги исплатят нивните долгови за да бидат за да се имат резултат во нивното работење. Тоа е тоа, ви благодарам. Ви благодарим.